22 мај, светскиот ден на биодиверзитетот. Токму на таа тема колку се грижиме за заштита на животната средина, на природата, на она што ни од Бога дадено, разговараме со магистар Робертина Брејановска. Добро утро. Добро утро на сите гледачи. Вие сте од Македонското еколошко друштво, една од ретките организации која што посветува големо внимание на заштита на биодиверзитетот, на животната средина, па еве во поглед на светскиот ден на биодиверзитетот и внимание на денешниот ден, колку е предизвикувачки да се работи во оваа сфера? Да, Македонско еколошко друштво веќе 5 децении работи на истражување на биолошката разновидност и пошироки теми за заштита на животната средина, но акцентот го ставаме на биодиверзитетот. Секако дека истражувањата се во нашиот фокус, но сепак би рекла дека е неопходно уште повеќе да се работи на истражувања со оглед дека се уште ни недостасуваат податоци во однос на состојбата со одредени таксономски групи растенија, животни, каков е нивниот статус, нивните популации, загрозеноста и така натаму. Мора да се обрне повеќе внимание на тоа. Исто така, во однос на неговата заштита, од нашето искуство до сегашно би рекле дека неопходни се многу повеќе преземање на повеќе мерки, но вклучување на сите институции, организации на државно локално ниво и секој еден поединец може едноставно да придонесе во негова заштита, затоа што практично ние зависиме од биодиверзитетот, го користиме, имаме потреба, но мора да го користиме одржливо, за да може да оставиме простори за идните генерации, да не ги загрозуваме видовите, а мора и да се договориме со различните институции кој што и колку ќе користи. Значи, неопходно е многу добро планирање и просторно и урбано и соработка со сите, за да може секој од нас да го даде својот придонес. Кога сме веќе на оваа тема на заштитата, 13,9% од територијата во државата отпаѓа на природните богатства, на националните паркови, на заштитените подрачја. Имаме ли некој напредок наназад години со оглед на тоа дека чинам дека и вие сте еден од најзаслужните луѓе за Шарпланина прогласување на национален парк, така ли е? Така. Да, за среќа има голем напредок. Изминатите неколку години се прогласија 3 нови заштитени подрачја, Осоговските и Малешевските планини како заштитен предел преку една голема поддршка од швајцарската програма за чување на природата и се прогласи националниот парк Шарпланина, за кој што, како што кажавте, долги години се боревме, но ете, дојде моментот кога има и поддршка и на локално ниво и на национално, сепак се обезбеди некоја добра заштита. Има напредок, но сепак сме далеку од она што би требало да го постигнеме. Што треба да се направи во тој поглед? Па не само да се зголеми мрежата на заштитени подрачја, значи не само дека треба да се продолжи со прогласување, например на европско и светско ниво се постави некоја цел да се до 2030 година да се стави под заштита 30% од копнените површини. Ние затоа што имаме навистина Македонија располага со голем биодиверзитет и заслужуваат уште голем број други подрачја да бидат заштитени. Но не само тоа, не само прогласувањето, треба да се обрне внимание и на управувањето со тие подрачја соодветно и секако она што ни е кај нас често болна точка соодветното финансирање. Ќе искористам, имаме што куса време да ве прашам колку младите се грижат за зачување на животната средина. Еве и вие со оглед вашето искуство во Македонското еколошко друштво. За среќа последниве години интересот на младите некако е позголемен, особено веројатно и со ковидот некако се повеќе се насочија кон истражување на убавините кај нас. Постои поголем интерес за подрачја кои што се недоволно познати како туристички дестинации, па да можат да отидат таму да ги посетат. Некои од младите веќе почнуваат и да спроведуваат своји истражувања. Македонското еколошко друштво има една програма, неколку години дава поддршка со грантови, мали и средни грантови за млади истражувачи во насока на заштита на биодиверзитетот, но и генерално животната средина. Но сепак би рекла дека имаме недоволно млади кадри кои што се неопходни за да може да се преземат соодветни мерки за заштита, но и за обновување на оние деградирани живеалишта кај нас кои што
во кој што има човекот, нели, секогаш прави притисок врз природата, па мора некои работи да се обноват. Госпоја Робертина, како ќе го одбележите денешниот ден? Па вака, јас би сакала само да нагласам дека ова е ден кој што го празнуваат повеќе од, мислам, 196 земји членки на Конвенцијата за биолошка разновидност, вклучително и Македонија, кој што се празнува под мотото да преземеме чекор за заштита, значи конкретни мерки, после сите тие договори што беа донесени, усвоени, стратешки планови, цели и така натаму. Ова е малце по послободен превод на мотото кој што го има конвенцијата. За таа цел има поставено некои си 22 акции кои што може државите, бизнисите, секој поединец да ги спроведе за да направи нешто добро, да направи еден чекор во таа насока за да може да се подобри биолошката разновидност, да не се загрозува. Некои од нив се, например, дека треба да одиме да уживаме во природа, да ги сликаме, да ги фотографираме животните и растенијата, но не да собираме примероци, да ги користиме ресурсите одржливо, да купуваме производи од фирми кои што се грижат за животната средина, да ги научиме најмладите и така натаму. Во таа насока, всушност, прославата на овој ден ја планираме за сабота, значи не денес, пошто е работен ден, во насока на подигнување на јавната свест и на едукација на најмладите. Ќе организираме еден настан во Малешевијата со деца и ученици од тој регион во едукативниот центар во Негрево и заедно со швајцарската програма за чување на природата и со Фармахем и едукативниот центар во Негрево, така да ќе ве поканувам и на тој настан, затоа што навистина и покрај толку години акции за подигање на јавната свест, сепак се уште многу, не само се најмладите, и со постарите, постојано треба да се зборува за да секој поединец стане свесен за тоа што навистина треба да преземе, да тргне од себе, за да може да имаме ефикасно зачувување на биодиверзитетот и да оставиме нешто и за идните генерации. Најважното, госпоја Робертина, ви благодарам за издвоеното време. Веќе и сонце ни огреа со оглед на тоа дека зборувавме колку е топло и пријатно ова утро.